This слушаме. conference will now be recorded. За ваша информација, состанокот ќе биде снимен заради понатамошна изработка на записник, како и одговори на прашањата што евентуално би биле поставени за време на дискусијата, кои што треба да бидат објавени на веб страната на агенцијата. Значи, уште еднаш да ви посакам добар ден на денешниот јавен состанок, кој за прв пат го одржуваме преку видеоконференцијска врска. Првиот јавен состанок на агенцијата требаше да се одржи на крајот на март, но заради пандемијата, како и препораката на владата да не се одржуваат јавни масовни собери со цел превенција од појава и ширење на коронавирусот, тој состанок не се одржа. Затоа денес состанокот го одржуваме преку видеоконференцијска врска, што е и во овој период континуиран начин на комуникација и одржување на состаноци на Советот на агенцијата. На состанокот ќе бидат презентирани активностите на агенцијата за изминатите 6 месеци, а потоа господинот Игор Мицевски од организацијата РЕСИС ќе ги образложи наводите од истражувањата за застапеноста на родот во националните тереstriјални телевизии во 2019 година, во која акцентот е ставен на третманот на родот во емисиите за деца. По завршување на презентацијата ќе биде отворена дискусија на која ќе имате можност да поставите прашања поврзани со денешните презентации. Јас сега ќе се обидам да ја споделам со вас презентацијата, се надевам дека ќе можете сите да ја гледате. Се надевам дека ја гледате сите презентацијата. Ова е период кога агенцијата најголем дел од своите активности ги посветува на мониторингот на изборниот процес на предвремените парламентарни избори. Мониторингот на изборното медиумско представување започна на 17 февруари 2020 година, следниот ден по распишувањето на предвремените парламентарни избори, првично закажани на 12 април 2020 година. Мониторингот беше запрен заклучно со 16 март, по постигнувањето на консензус меѓу политичките партии за одложување на изборите и прогласување вонредна состојба поради пандемијата со COVID-19. На 26 март беше објавен извештај од мониторингот на начинот на известување на 10 радиодифузери, опфатени со премиерокот, кој се однесуваше на периодот 17 февруари 16 март 2020 година. Поради измените на изборниот законник, во февруари, непосредно пред донесување на одлуката за распишување на предвремени парламентарни избори, направена е измена на методологијата за мониторинг и усвоени се две нови упатства за радиодифузерите, упатство за потврдување на извештаите за емитувано платено политичко рекламирање, како и упатство за лимитите на платеното политичко рекламирање. Поради двете уредби со законска сила на владата, едната од 15 јуни, а другата од 22 јуни, со кои беа направени промени на одредбата од изборниот законник кој се однесува на лимитите за платено политичко рекламирање кај радиодифузерите и нивната дистрибуција меѓу учесниците во изборниот процес, агенцијата беше принудена два пати да го менува упатството за лимитите за платено политичко рекламирање. На 24 јуни почна мониторингот на изборното медиумско представување за време на изборната кампања, со која се опфатени 14 радио и телевизиски програмски сервиси, МРТ-1, 2, Македонско радио 1, Македонско радио 3 албански јазик, Собранијскиот канал, телевизија Алфа, Алса, Сител, Канал 5, телевизија 27М, ТВ Шења, ТВ Клан, ТВ 24 Вести, телевизија Телма. А за сите други радиодифузери се постапува по представки. Извештајот за мониторингот на изборното медиумско представување ќе биде објавен по завршување на изборната кампања, додека извештаите за евентуални прекрашувања на изборната регулатива ќе се објавуваат веднаш по нивното констатирање. На првиот ден од изборната кампања констатиравме дека повеќе телевизии спротивно на изборниот законник емитуваа платено политичко рекламирање,
во кој учествуваат малолетници. Затоа преку соопштение апелиравме радиодифузерите веднаш да престанат да ги емитуваат овие спотови, а учесниците во изборната кампања да го усогласат нивното платено политичко рекламирање со законите. На веб страната на агенцијата од почетокот на изборниот процес е поставен банер Избори 2020 година, во кој континуирано се објавуваат дописи и соопштенија до медиумите, извештаи кои ги доставуваме до Државната изборна комисија, објавена е регулативата поврзана со изборниот процес и други информации. На барање на Државната изборна комисија, поврзано со информативните и едукативните кампања и едукативната кампања, Тиси наред, агенцијата од сите радиодифузери побара да подржат оваа кампања да емитуваат означено како бесплатно политичко рекламирање. Изминатите 6 месеци агенцијата ги реализираше предвидените програмски административни надзори врз радиодифузерите, а се уште се работи на редовниот административен надзор врз терестралните програмски сервиси на телевизиски програмски сервиси на државно ниво. За повеќе законски опрски, објава на импресум, информации кои треба да бидат направени достапни до корисниците за идентификација на радиодифузер, обврските за емитување аудио, комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, емитување игри на среќа, редовни програмски административни надзори се извршени врз радиопрограмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис и телевизија 24 вести и Наша ТВ. При надзорите не се констатирани прекршувања. Извршен е редовен програмски надзор врз 11 телевизиски сервиси на државно ниво во однос на годишната обврска за емитување европски аудиовизуални дела и во однос на врската во годишниот буџет за програмата да одвојат најмалку 10% за набавка на европски аудиовизуални дела од независни продуценти, како и најмалку половина од емитуваните вакви дела да не бидат постари од 5 години. Надзорот покажа дека сите радиодифузери исполниле обврската за 2019 година, а поради грешки во доставената документација се уште не е завршен надзорот врз телевизија Клан. Редовен програмски надзор за обврските на радиодифузерите што вршат дејност на државно ниво, дневно да емитуваат најмалку 12 часа програма за почитување на правилата за употреба на јазикот во програмата и за емитување изворно создадена програма извршен врз територијални телевизии на државно ниво. Со надзор беше констатирано дека само кај телевизија Алфа заради емитување програма на српски јазик без превод на македонски, поради што и беше изречена јавна опомена. Редовен административен надзор извршен врз сите радиодифузери што емитувале радио и телевизиска програма во 2019 година за обврската да достават извештај за спроведување на обврските утврдени од дозволата за радио или телевизиско емитување во 2019 година. Со надзорот беше констатирано дека вкупно 115 радиодифузери исполниле оваа обврска, додека ЈОН радио Струга не беше опфатено во извештајот, бидејќи дозволата за емитување ја доби во април 2019 година, а започна со работа подоцна во текот на годината. За обврските кои се однесуваат на обезбедување јавност во работењето, спроведени се редовни административни надзори на сите радиодифузери. Со надзорите беше тврдено дека овие обврски не ги исполнила само телевизија Ирис Штип, која до агенцијата не достави податоци за собственичка структура, уредници и уредниците и економското работење во 2019 година, а на собствената програма не ги објави податоците за собственичката структура, уредништвото и изворите на финансирање во 2019 година и до агенцијата не достави снимка од објавената содржина. Имајќи ги предвид овие прекршувања на законот за медиумите, телевизијата и беше изречени мерки јавни опомени. На радиодифузерите кои претходно им беше изречена мерка јавна опомена, по дадениот рок за законско согласување беше извршен контролен надзор кој покажа дека ги отстраниле прекршувањата. Извршени се неколку вонредни надзори по добиена представка. Од аспект на заштита на малолетни лица извршени се надзори врз телевизија Сител и телевизија Телма. Предмет на надзор кај телевизија Сител беше играниот серијал од турско производство Сестри и играниот серијал од колумбиско производство Белата робинка. Со надзор беше констатирано дека серијалите се емитуваат во несоодветно време и се означени со погрешна ознака 8+. Предмет на надзор кај телевизија Телма беа играниот филм Среќниот принц, Соба со пијано и 3 дена во септември, каде што констатиравме дека се емитувани во несоодветни програмски термини со погрешно означени како програма од втора категорија 8+.
Вонреден програмски надзор врз ТВ канал 5 извршен во однос на професионалните начала на вршење на дейности, забрана за говор на омраза. Представката беше за прилогот посветен на прерано прочинатата акторка Билјана Величевец од изданијата на емисијата Backstage. Надзорот не беше констатирано прекршување, но на радиодифузерот беше окажано дека при изработката на прилозите кои се однесуваат на семејни трагедии треба да се води сметка и за личната болка и жалост. Вонреден програмски надзор за началата за вршење на дејност на ТВ канал 5 беше извршен за емисијата Само вистина, емитувана на 26 февруари 2020 година. Со надзор беше констатирано дека емисијата е во рамките на слободата на изразување, гарантирана членот 10 од Европската конвенција за човекови права, а постапувањето на ТВ канал 5 и на новинарката се во согласност со начелото за самостојност, независност и одговорност на уредниците, новинарите и други автори при создавањето на програмите и креирањето на уредувачката политика. На оние телевизии кои беше констатирано прекршување, им изречена мерка јавна опомена. За наводите од вонредните надзори беа известени подносителите на представките и послушаните телевизии. Извршен еден вонреден административен надзор по службена должност во сите 116 радиодифузери, со цел се констатира дали некој извршил промена на составничка структура без да извести агенцијата и без промената да биде одобрена од страна на Советот на агенцијата. При надзорот не беа констатирани прекршувања ниту еден радиодифузер. Во однос на издавачите на печатени медиуми, спроведени се 53 редовни и 2 вонредни надзори врз печатени медиуми. Од редовните надзори, 32 надзори беа обврски за објава на импресум, при кои не беа констатирани прекршувања. За обврската за објава на податоците на софтверска структура и за достава на источокот објавата до агенцијата извршене 21 надзор, при кои само кај магазинот Капитал е констатирано непочитување на оваа обврска. При двата вонредни надзори за обврската за објава на импресум не беа утврдени прекршувања. Во однос на надзорите врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи, беа спроведени 19 редовни и еден контролен надзор за обврските за титлување и регистрација на програмски сервиси. При надзорите само кај операторите 5net и DreamSat беше констатирано прекршување на обврската за регистрација на програмските сервиси во агенцијата, поради што им беа изречени мерки јавна опомена. Редовен програмски надзор за почитување на обврските за кинематографски дела, заштита на малолетни лица и промоција на производство и пристап до европски дела е спроведен врз давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање Македонски Телеком. При надзорот не се констатирани прекршувања. Во првата половина од 2020 година Советот на агенцијата заради констатираните непочитувања на радиодифузерите на одредбите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе 11 решенија за преземање мерка јавна опомена, од кои 5 поради непочитување на правилата за заштита на малолетни лица, 3 поради непочитување на правилата за нови рекламни техники, 1 за употреба на јазикот во програмата, 1 поради недоставување податоци со средничка структура, уредништво, извори на финансирање во 2019 година, 1 поради необјавување на податоци за составничка структура, уредништво, извори на финансирање во 2019 година и недоставување на снимка од објавата во рок од 15 дена во агенцијата. Донесени се и 3 решенија за преземање мерка јавна опомена против оператори на јавни електронски комуникацијски мрежи заради реемитување на нерегистрирани програмски сервиси. Со мерката им беше наложено да ги исклучат спорните сервиси. Од страна на Друштвото за трговија, производство и услуги Mnet HD од Штип, доставено е барање за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување на регионално ниво. Со оглед дека поднесената документација и поднесеното барање не беше уредно пополнато, до подносителот на барањето доставено известување за цел да ги отстрани утврдените недостатоци. Советот на агенцијата во јануари, по доставени писмени барања, донесе 2 одлуки за објавување јавен конкурс за доделување на дозвола за радиоемитување, едната за објавување на радиоконкурс за доделување дозвола за музичко говорно радио специализиран формат за народна музика на македонски јазик, кај кој е над 50% вкупно емитуваната музика ќе биде на македонски јазик на локално ниво на подрачјето на општина Куманово. Втората одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна
установа наменет за студентска популација на локално ниво на прашата на општина Тетово на албански и македонски јазик. Согласно уредбата со законска сила за примена на Законот за општа предпоставка на вонредна состојба донесена од владата во март, Советот на агенцијата на 16-та седница одржана на 2 април донесе заклучок со кој определи дека рокот за поднесување пријави по објавениот јавен конкурс за доделување дозвола заради радиоемитување на локално ниво на подрачјата на општина Куманово, кој истекува за време на трајање на вонредната состојба и продолжува по истекот на трајањето на вонредната состојба, но само онолку денови колку што преостанале. Во првата половина на февруари, од страна на телевизија 24 вести од ШИП се поднесено барање за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис на терестријална телевизија. По поднесеното барање беше потребно да се изработи студија со која ќе се утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс. Меѓутоа, за изработка на ваква студија беше потребно агенцијата претходно да го измени и дополни финансискиот план и планот за јавни набавки за 2020 година. Со оглед на фактот што во меѓувреме со премиерот донесе одлука за негово распуштање и решение за распишување на предвремени избори кои требаше да се одржат на 12 април 2020 година, не беа дозволени измени и дополнување на годишниот план за јавни набавки во текот на изборниот процес. Оттука Советот на агенцијата донесе заклучок да се прекине постапката и сите потребни активности да се преземат веднаш по завршување на изборите и конституирање на новата влада. Врз основа на одлуката за објавување јавен конкурс за доделување на дозвола за радиоемитување на програмски сервис на локално ниво на прашата на општина Тевар, а поради тоа што во утврдениот рок за поднесување пријави во агенцијата не беше примена ниту една пријава, донесена е одлука дека објавениот јавен конкурс за доделување дозвола е неуспешен. Советот на агенцијата донесе одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на телевизија КИС Злате од Тетово, поради тоа што имателот на дозволата престанал со емитување на програмскиот сервис поради технички, финансиски и други причини. Поради не обезбедена покриеност со сигнал од најмалку 80% од населението за радио Јонов Струга беше покрената постапка за одземање на дозволата за радиоемитување и беше побарана од Агенцијата за електронски комуникации информација базирана на мерење и пресни дали е обезбедена ваквата покриеност. Од добиеното известување од страна на АЕК дека радио Јонов Струга покрива 80,29% од населението, Советот на агенцијата донесе решение за запирање на покrenатата постапка. Поради неплаќање на годишниот надоместок за дозволата за телевизиско или радиоемитување во законски утврдениот рок, беше покрената постапка за одземање дозволата за телевизиско и радиоемитување на 29 радиодифузери. Најголемиот дел од нив, односно 26 постапки за одземање дозволата беа забрани, поради тоа што радиодифузерите во целост го платеа надоместокот за дозволата. За 3 радиодифузери, Радио Браво од Куманово, Радио Дрини од Струга и MX Радио од Охрид, кои не ја исполнија оваа обврска, Советот на агенцијата донесе одлука за одземање на дозволата за радио емитување. Во однос на меѓународната соработка, а со оглед на ситуацијата, агенцијата учествуваше во многу малку активности. Во периодот од 28 до 31 јануари 2020 година во Белград беше одржана регионална тракалезна маса посветена на моделите на управување, регулирање и финансирање на јавните радиодифузни сервиси во Западен Балкан, организирана од проектот за поддршка на јавните радиодифузни сервиси во Западен Балкан, финансиран од Европската унија. На 19 и 20 февруари во Брисел, Кралството Белгија, представници на агенцијата учествуваа во работата на подгрупата 2 на ЕРГА. Агенцијата во соработка со Советот на Европа за крајот на март подготвуваше еднодневна конференција за лажни вести и изборни кампањи, но поради пандемијата предизвикана од коронавирусот и одложувањето на изборите, конференцијата беше одложена. На 27 февруари представник на агенцијата во Министерството на надворешни работи учествуваше на управниот одбор на заедничката програма на Европската унија и Совет на Европа, на која од страна на представниците на институциите направен е пресек на досега реализираните активности во првата и втората фаза и е информирано за активностите кои ќе бидат преземени во следниот период. Неколку активности на 26 месеци беа остварени во рамките на процесот на европската интеграција на земјава. За првиот квартал од 2020 година до Министерството за правда доставен материјал
во насока на подготовка на националната програма за усвојување на правото на ЕУ, НПА, ревизија 2020-2023 за поглавието 10 информатичко општество и медиуми и поглавието 23 правосудство и фундаментални права. Агенцијата во февруари и во јуни достави материјали од својот делокруг на работење за придонесот на земјата кон годишниот извештај на Европската комисија за поглавје 23 правосудство и фундаментални права и за поглавје 10 информатичко општество и медиуми. Агенцијата во март достави материјал за подготовките за 16-тиот подкомитет за иновации, информатичко општество и социјална политика согласно добиените препораки. Материјалот, меѓу другото, содржи ставови на Агенцијата за измените на Законот за медиуми, за напредување на институционалните капацитети на Агенцијата, за финансирање на регулаторното тело и нејзините активности поврзани со мониторингот на медиумското претставување за председателските и локалните избори 2019 година и предвремените парламентарни избори 2020 година. За потребите на агенцијата беше изработен извештај со податоци за гледаноста на телевизиските станици и за слушаноста на радиостаниците во четвртиот квартал од 2019 година, годишен извештај за 2019 година, како извештај за првиот квартал од 2020 година. Изработена е и студија утврдување на влијанието на новите медиуми врз формирањето на јавното мислење и врз работењето на традиционалните медиуми, во која меѓу другото се обезбедени податоци за тоа колку публиката ги користи традиционалните и онлайн медиумите, зашто најчесто ги користи, какви се ставовите на публиката во врска со традиционалните и онлайн медиумите и друго. Во рамките на проектот UFREX 2, во тек е изработка на студијата плурализмот на медиумската собственост во новото медиумско окружување. Изработката на студијата е во завршна фаза и се очекува во следниот период да биде финализирана и објавена. Објавено е годишното истражување за родот во медиумите, за кое за прв пат во државата се прави квантитативна и квалитативна анализа за третманот на родот во емисиите за деца. Клучните наоди од ова истражување ќе бидат презентирани на денешниот јавен состанок. На 29 мај владата донесе уредба со законска сила за примена на Законот за аудио, аудиовизуелни и медиумски услуги за време на вонредна состојба, со која се предвиди обврска на агенцијата да ги донесе подзаконските акти од член 143, кои се однесуваат на работењето на операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи, и тоа во рок од 7 дена од денот на влекување на сила на уредбата. Оттаму на 4 јуни Советот на агенцијата ги донесе правилникот за изменување и дополнување на правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори, кои реемитуваат програмски пакети на потврдата за регистрација на програмски пакети и сервиси. Потоа упатството за утврдување на одговорност за сторена повреда или прекршување при реемитувањето на програмските сервиси на радиодифузерите од друга држава и упатство за начинот на регистрација и бришање на законски заставници на радиодифузер од друга држава во регистарот на законски заставници на радиодифузерите од други држави кои реемитуваат на територијата на државата. Издадени се вкупно 181 потврда за регистрација на програмски пакети, а беа донесени и две решенија со кои се смета дека пријавата не е доставена и едно решение за закидање на постапката за издавање на потврда за регистрирање на програмски пакет. Доставени се 4 известувања до имателите на права, со информација дека агенцијата утврдила дека оператор на јавна електронска комуникацијска мрежа бесправно реемитува програмски сервиси кои не се регистрирани во агенцијата. Со ова завршува делот каде што се презентирани активностите од страна на агенцијата за 6 месеци од 2020 година. Наред е презентацијата на анализата која за потребите на агенцијата изработи Институтот за истражување на општествен развој РЕСИС, која нуди и показатели за родовите аспекти во музичките, разговорите и мешаните емисии за деца, како и конкретни препораки за јавниот сервис и за приватните телевизии. Анализата во форма на публикација во наредниот период ќе испечати на македонски, албански и англиски јазик. Сега ќе го замолам господинот Игор Мицевски да ги сподели со нас клучните наоди на истражувањето.
Добар ден и од мене. За да ги споделам наудите, само ми треба пермисија за да можем да го споделам, да споделам на екранот презентацијата. Ако може, Горијан, да ми... Okay. Се надевам дека го гледате ова што го гледам јас на мојот екран. Има презентација на... Да. Океј. Добро, јас сум Игор Мицевски, истражувач на Институтот РЕСИС од Скопје и во името на организацијата ќе ги презентирам наудите на истражувањето што беше нарачано од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за една тема која што е воопшто не третирана по изминативе 2 до 3 децении во Македонија на вака да речеме сеопфатен и методолошки издржан начин. Сакам најпрво да го дефинирам проблемот на истражување, од каде потекна потребата агенцијата да го побара ова истражување и која е всушност идејата за тоа да го спроведеме. Медиумите заедно со семејните состави и образовните структури се клучните произведувачи и диспечери на нормативен дискурс за децата. Во нив се содржани дискурси кои што нормираат, например, како треба да изгледа едно идеално човечко тело, кои треба да бидат очекувањата на мажите и жените поврзани со професиите кои што ги избираат во животот, кои треба да бидат нивните родови улоги во рамките на семејните состави и така натаму. Што значи дека медиумите се клучниот столб во конструкцијата на овие наративи. Сепак во Македонија последниве 2 децении не се правени методолошки издржани истражувања на медиумската репрезентација на родовите аспекти во конкретно емисиите за деца. И соодветно на ова нема сеопфатно знаење за овој многу важен субдомен, основен за култивирањето вредности кај младите генерации и исто така многу значаен за севкупниот општествен развој во земјата. И сега ова отвора неколку повеќе всушност проблеми, меѓутоа неколку од нив ќе ги споменам овдека. Тоа е прво регулаторен проблем, потоа продукцијски проблем и конечно истражувачки проблем поврзан со оваа тема. Агенцијата последнава деценија правеше доста истражувања на родовите аспекти во медиумските содржини, заврзнив да ја вкотви медиумската политика во своја надлежност, но тие истражувања не се однесува специфично на програмите за деца. И овој процеп, ова истражување практично го пополнува на еден фундаментален начин. Односно дава основа за градење на родово сензитивна медиумска политика насочена специфично кон доменот на детската програма. Продукцијскиот проблем. На медиумите и продукцијските куќи им недостасуваше знаење за тоа на кои елементи поврзани со родовите аспекти на програмата за деца треба да внимаваат, треба да се фокусираат. Затоа истражување систематизира знаење што на медиумите и продуцентите им овозможува родово сензитивна ориентација кога ги конструираат програмите за деца. И конечно, исто толку важно, истражувачки проблем, затоа што на општествените дисциплини, како што се, например, развојна психологија, социологија на детството или комуникологијата во земјата, им недостасуваше еден важен аналитички столб, а тоа е анализа на медиумската содржина поврзана со овој предмет. Затоа ова истражување ги деконструира родовите конструкти за други дисциплини да можат да го користат во анализа на медиумските ефекти. Во истражувањето, како што беше споменато во воведот, се користи квантитативна и квалитативна стратегија. Причината за тоа е затоа што феноменот кој што се истражува е премногу сложен и не можеше задржувањето само на квантитативните аспекти на проблемот нема да овозможи доволно детален преглед за тоа како во медиумите се конструира родот во детската програма. Во рамките на
од квантитативен аспект се обидовме да одговориме на прашањата колкав е бројот на емисии за деца на националните телевизии во селектираниот период, колку од протагонистите во нив се машки, колку се женски, значи вообичаените квантитативни прашања за ваков тип на истражување. Но квалитативната стратегија сега оди еден слој подлабоко и оди исто така пошироко од ова што квантитативната стратегија го заговара. Каква е разликата во представувањето на машките и женските карактери, сакавме да го знаеме, какви општествени улоги заземаат карактерите од различен пол, кои дискурзивни стратегии се користат кога се конструираат машките и женските ликови. Самите поставени прашања наложуваат повеќе метод на мултиметоден практично пристап во анализата на проблемот. Па затоа во ова истражување комбинирани беа повеќе методи, од кои што главниот, кој што одговара на овие три истражувачки прашања, е анализа на содржина, контент анализа, меѓународно позната, и таа се базира на моделот на Крипенторф, кој што тврди дека практично контент анализата ги квантификува, ги прави квалитативни и квантитативните податоци, и при тоа, се извинувам обратно, ги квантификува квалитативните податоци и при тоа ги утврдува во определен контекст, меѓутоа потоа ги вади од контекстот и ја прави анализата на нивниот агрегат. Се разбира, материјата што требаше да ја обработиме беше толку обемна и толку хетерогена, што не можеше да се задржиме само на еден аспект, а ова да биде добар, да представува добра основа за понатамошни истражувања во оваа сфера. Па затоа направивме една адаптација на методот, користејќи така наречени скали на семантички диференцијали, кои што се опишани од озгуд уште во 60-тите години, кои што прават евалуација практично на определени вредносни искази на скала која што алтернира помеѓу две дихотомни притавки. Ќе стане јасно за што зборувам за момент кога ќе почнем да ги представувам наудите. Потоа користевме тематска анализа, односно анализа на тематските мрежи, како што е пишана кај Атрид Стерлинг, а тоа е всушност утврдување на тоа кои теми извираат од програмата за деца и како тие теми се вмрежени една во друга. Релевантноста за родовата анализа на овој користејќи го овој метод е всушност сакавме да утврдиме со какви теми се асоцирани машките и женските учесници во програмата, односно ликови во играната програма. И конечно користевме дискурзивна анализа која што е прилично моќна во обидите да се деконструираат моќта и хегемонијата во содржините за деца. Примерокот кој што беше селектиран во три фази. Прво беа селектирани телевизиските канали чии програми се опфатени со анализата, потоа видовите програми кои се анализирани и временскиот исечок во кој тие се емитувани. Потоа во втората фаза на примерочењето, од севкупниот примерок направена е второстепена селекција на програми што се податливи за различен тип на анализа. И третата фаза, од подпримерокот на состави, структурирани како наративи играни приказни, од домашно производство, изолирани се парадигматични примери за подлабок квалитативен третман на родовите прашања. Така предмет на анализа беа јавниот сервис, МРТ-1 и МРТ-2 програма на албански јазик, и 5 приватни национални телевизии, тоа се Алфа, Алсат-М, Канал 5, Сител и Телма. Опфатени беа 520 емисии вкупно за деца и кои што беа емитувани меѓу 15 септември и 15 октомври 2019 година. Сега од аналитички причини и ова бара мало објаснување, изолирани се 4 специфични жанрови. Таксономијата што ја има жанровската поделба што ја има направено АВНУ беше користена во ова истражување, меѓутоа таа поделба се однесува е направена врз основа на функциите кои што различните програми за деца ги имаат за публиката.
Овдека е направена поделба специфично од аналитички цели, која што е поврзано со внатрешната структура на овие програми. Успеавме да изолираме 4 вакви типови на програма, кои што според внатрешната структура се конституирани како наратив, односно игра на приказна. Тоа значи дека имаат експозиција, имаат перипетија, имаат расплет. Потоа конверзацијски емисии, кои што грубо би одговарале на она што е познато под името ток-шоу емисии, потоа музички емисии, ова нема потреба да се објаснува, и хибридни емисии, односно онакви кои што користат повеќе типови програма во својата внатрешна повеќе типови во својата внатрешна структура. Секоја од емисиите беше класифицирана во еден од овие кластери. Основна единица на анализа беше избран драмскиот лик, односно учесникот во програмата. Купно беа кодирани 4553 ликови, односно учесници, од кои 2657 женски и 1842 машки. Остатокот беа маркирани како безродови, односно кај нив не можеше да се детерминира дали се работи дека за машки или женски пол на учесник, односно на драмски лик. Онаму каде што тоа беше апликабилно за основна единица на анализа беа сметани темата семејство и темата професија, кои што кога ќе ги вкрстиме со полот на учесниците, односно ликовите во драмското действие, добиваме многу интересни податоци поврзани со тоа, со какви преокупации, односно интереси се поврзани машките и женските ликови во програмата. И сега да преминам на наудите и прво за овој специфичен жанр наречен наратив, односно игра на приказна. Во јавниот сервис, на првиот програмски сервис, имаше две серии од домашно производство што може да се класифицираат од ваков тип. Тоа се македонските народни приказни и емисијата Си било еднаш, и една емисија од странско потекло, а тоа беше серијата Лала Лупси. Кои се основните наоди? Програмата наратив игра на приказна кај МРТ-1 е целосно свртена кон рецидивни општествени вредности карактеристични за патриархалните општества. Самиот избор на програма која што е од типот игра на приказна, во која што македонски народни приказни и Си било еднаш се единствените наративи кои што се произведени, кои што се објавени во селектираниот период, само по себе укажува на тоа дека овдека се работи за еден 19 вековен сетинг општествен, кој што со себе се разбира си го носи тој општествен етос. Во овие состави бракот и семејството се безприговорно хетеронормативни и патриархални категории, што не дозволува одстапувања. Тоа е дел исто така од тој етос. Занимањата и преокупациите на машките ликови се доминантно врзани за јавниот домен, женските ликови се доместифицирани и ограничени на приватниот домен. Машките ликови понатаму, и тука ова е наод добиен со анализата на скалите на семантички диференцијали, добиваат карактеристики кои може да се сметат за супериорни општествени маркери. Конструирани се како помудри, посилни, поактивни од женските ликови, кои пак се за сметка на тоа поплитковни, покревки и попасивни. Исто така анализата на содржина укажува на тоа дека машките ликови во драмското действие се конструирани најчесто во доминантна позиција, а женските во подредена. За сметка на присуството на ваква програма од типот наратив игра на приказна, кај првиот програмски сервис целосно отсуствува современо родово сензитивна програма која би и правила трансгресија на патриархалната хегемонија. МРТ-2 пак се соочува со поинаков тип на проблем. Овдека беа во овој специфичен жанр беа емитувани поголема група недефинирани атомизирани емисии, кои што за потребите на ова истражување ние ги класифициравме некако под истиот назвив приказни. Меѓутоа, самиот овој факт укажува на тоа дека на македонската радиотелевизија 2 програма на албански јазик нема јасна концепција за тоа како
треба да се конципира програмата за деца поврзана со конструирана во рамките на овој тип на програма, како наратив играна приказна. И исто така беа прикажани две серии од странско производство, а тоа беа Лалалупси, истата која што беше емитувана и на Македонската радиотелевизија 1 и Гормити. Овдека наративите и играните приказни се базирани најчесто на интернационализирани наративи, како што се на пример приказните на браќата Грим, Ханс Кристијан Андерсен и слично, и тие со себе носат исто така општествен етос кој е несензитивен за современите прашања на родовата еднаквост и недискриминација. Двете серии од странско производство, кои што ги спомнав, Лалалупси и Гурмити, се всушност мултиплатформски комерцијални производи и имаат потенцијал да прават конзумеристички притисок врз младата публика. А двете странски серии исто така произведуваат нормативна слика за изгледот и интересите на машкото и женското. Гормити, на пример, го зајакнува маскулинистичкиот стереотип за мажите, а Лалалупси, иако руши некои важни стереотипи, женските ликови доминантно ги асоцира со интерес за перформативни уметности, како танцување, балет, пеење и слично. За да стане јасно зашто зборувам, односно од каде се добиени овие податоци, ова што го гледате пред вас е представа на семантичките диференцијали за серијата македонски народни приказни. Вредностите кои што ги гледате од лево и од десно се всушност упросечени вредности од евалуацијата која што беше направена за секој од машките и секој од женските ликови. 125 лика се анализирани од машките ликови само за оваа серија, а 73 женски. Дихотомните придавки кои што беа тестирани практично се како што ги гледате на левата и на десната страна од схемата. Од едната страна е мудар, од другата страна е плиткоумен. Кога беше кодирана програмата, практично беше направена скала од 5 лествици, односно 5 елементи на кои што требаше да биде оценет ликот како мудар или плиткоумен, и тоа беше направено двојно, еднаш беше направено во рамките на експозицијата и еднаш во рамките на расплетот од драмското дејство. Значи, мудар плиткоумен, итар наивен, силен кревок, доминантен субмисивен, активен пасивен, рационално мотивиран, чувствено мотивиран и добар и лош. Како што може да видите, женските ликови, освен кај дихотомијата добар-лош, секаде и може би до некаде кај дихотомијата активен-пасивен, секаде се има тенденција да се приклонуваат кон, да речеме, условно речено, негативниот дел од негативниот екстрем од дихотомните придавки. Така се конструирани како плиткоумни, кревки, субмисивни и чувствено мотивирани. За да стане јасно која е реалната фреквенција практично на овие вредности, ги издвоив тука само фреквенциите за рационално за дихотомните придавки рационално мотивиран, чувствено мотивиран. И при тоа се гледа дека кај машките ликови некаде 47-8% се или експлицитно или имплицитно конструирани како рационално мотивирани, а за сметка на тоа кај женските ликови се пак околу 30% чувствено мотивирани во своите акции. Ова заклучува еден многу битен, да речеме, стереотип со различни типови патриархални кои што практично рационалната жената е кои одлучуваат ја презентативен во исто така како што беше казано
Не ве слушаме, не знам дали другите ве слушаат, има проблем со гласот и со сликата. Да, само не знам до каде стигна за да можам да продолжам. Последните 20 на секунди, не е ништо страшно, меѓутоа не знам дали другите учесници можеа да ве следат. Должам од овој слайд и го вратам претходниот. Океј, од овој ако Океј. Кај македонските народни приказни, како што може да се види, исто така беше мерена фреквенцијата на асоциации на определени ликови со определен тип на занимање и може да се види дека машките ликови се пред се асоцирани со различни занимања од типот на капиталист или работник. Дури кога е работник, тој ликовите од машки пол во програмата практично се го окупираат јавниот домен затоа што излегуваат на пазарот на работна сила и таму го остваруваат практично својата независност без оглед на тоа што се субординирани во една друга распределба на односите на моќ во општеството. А додека јасно е воочливо дека женските ликови се доместифицирани во оваа програма, дури близу 77% од женските ликови практично играат улога на домаќинка. Кај приватните телевизии за овој наод. Кај ТВ Алфа, Телма и Алсат М воопшто немаат програма за деца структурирана како наратив, односно играна приказна. ТВ Сител пак има неколку емисии од сопствено производство, ајде да докажи уште еднаш и македонски стари приказни, како и Винкс клуб, Прасето Пепа и Гарфилд од странска продукција. И Канал 5 има македонски приказни исто така и авантурите на ИТРП од двете се од домашна продукција. Наративите, играните приказни кај ТВ Сител и ТВ Канал 5 се исто како на јавниот сервис, целосно свртени кон рецидивни општествени вредности, карактеристични за патриархалните општества. Бракот и семејството, како кај јавниот сервис, се бесприговорно хетеронормативни и патриархални категории, и овде занимањата и преокупациите на машките ликови се доминантно врзани за јавниот домен, женските ликови се доместифицирани и ограничени на приватниот. А овдека исто така беа посведочени и повеќе инстанции на физичко и символичко насилство во рамките на оваа програма за деца, што треба да е тема на исто така на сериозна дискусија. Кај дел од емисиите од странска продукција, емитувани на ТВ Сител, има очигледно високо ниво на сексуализација на женските и машките ликови. Винкс клуб ги сексуализира женските суперхерои со нормираниот физички изглед без несовршености. Машките ликови се маскулинизирани, моделирани така што да одговараат на имагинацијата и тешко достижна телесна линија. Ова е приказ за изборот на професија кај македонските приказни, односно сите овие наративи кои што ги спомнав во приватните медиуми, односно кај Сител и кај Канал 5. Исто така и овдека може да се види дека машките ликови го окупираат јавниот домен, женските без исклучок приватниот домен, жените се во оваа програма исклучително домаќинки, во машките ликови има диверзитет тука поголем, меѓутоа без исклучок тоа е некој кој што го окупира јавниот домен. Дури кога жените се појавуваат во улога на аристократ, на пример, тука повторно имаат, значи да речеме кралица во овој случај, имаат тука некаков тип на улога во домашниот амбиент, односно за домашните потреби на семејството, а мажот се појавува во улога на некој кој што влијае врз политичкиот живот на неговиот домен. И сега, за да го илустрирам ова кај приватните телевизии, ги издвоив овие
скали на семантички диференцијали кај една серија која што оди на канал 5, а се вика Авантурите на Итар Пео. Ова скала не кажува доволно јасно што всушност лежи во оваа програма и поради тоа што бевме незадоволни од тоа што излегува како податок со овој семантички диференцијал, влеговме подлабоко во дискурзивна анализа на некои од емисиите во оваа серија. И овдека е избран хегемонискиот дискурзивен маневар во епизодата која што е наречена Обратниот заптија. Во оваа епизода наративот прво конструира негативен стереотип за геј мажот, обратниот заптија е тој. Тој е нагласено и нападно феминизиран, нескротлив и агресивен додворувач, естетски ексцентричен, сексуално ненаситен и подложен на перверзија. Така обратноста во наративот е идентификувана како физичко, ментално и морално нарушување или своевидна болест. И консеквентно таа е закана за заедницата и треба да се неутрализира. Оваа неутрализација е направена со истовремено символичко наследство, изолација на обратниот заптија и физичко наследство, односно чотек. Заедницата, кај геј мажот прави потреба, притисок практично и прави потреба од стратегиски јанус маневар, односно психичка поделеност, за која наративот сугерира дека е компромисната разврска на приказната. Во јавниот домен геј мажот е представен како излечен хетеросексуалец, а геј идентитетот му е резервиран за неговиот интимен живот. На овој начин, патриархалниот хетеронормативен поредок е презервиран, а спорната сексуалност е карантинизирана и маргинализирана во приватниот домен. Тоа е она што може да се издвои од типот на емисии кои што беа конструирани како наративи, односно играни приказни. Понатаму беа анализирани музичките емисии. Кај јавниот сервис има, кај МРТ1 има една таква емисија и има две практично изданија од нешто што може да се нарече музичка програма кај МРТ2, програма на албански јазик. Првата е Топ листа Супер звезда, а во втората е некоја празнична емисија и емисијата Билбилите на Коран. Во оваа програма женските музички настапувачи нумерички доминираат во однос на машките, девојчињата и во овој случај се повеќе присутни во перформативните уметности што бараат сценски настап. Од песните кои би одговарале на предучилишта или рана училишна возраст, кај девојчињата доминира темата семејна љубов, но високо место заземаат темите кои се занимаваат со слава, мода или физичка убавина. Кај темите кои одговараат на тинејџерски години пак, доминираат текстови кои се занимаваат со хедонизам, забава и романтична љубов. Кај машките настапувачи покрај темите поврзани со романтична љубов, поеминентно место имаат теми во кои машките настапувачи се представени како фраери или освојувачи на женското внимание. Подлабока квалитативна анализа на парадигматичните песнички покажува дека во нив женските се конструирани како умни, мирни и помагачи за мајката во приватниот домен, а машките се силни, ориентирани кон спортот, па дури и агресивни. Кај МРТ1 регистриран е еден пример на навивачка песна со национална подложка, а кај МРТ2, програма на албански јазик, регистрирани се 3 случаи во кои женски учесници пеат песни со етнонационални мотиви, што исто така има родови реперкусии за кои што е потребна посебна експликација во некоја друга прилика. Во селектираниот период за конверсацијските емисии во најавниот сервис МРТ2 имаше 2 емисии од овој специфичен жанр, тоа се емисиите Звон и Од А до Ш, и 4 емисии со исклучително мала фреквенција на МРТ2, програма на албански јазик. Да учиме заедно, дојди во мојата приказна, магијата на буквите и моето училиште. Од истражувањето произлегува дека во составите од овој специфичен жанр, МРТ1 и МРТ2, програма на албански јазик, не посветуваат внимание на нумеричката рамнотежа меѓу машките и женските учесници во програмите, што значи дека оваа програма исто така тежне кон поголемо учество на девојчињата во настапи од перформативен карактер кои бараат танцување и пеење, сценски настап
на Модерен Танц и така натаму. Кај приватните телевизии, во селектираниот период вакви емисии беа емитувани на ТВ Телма, и тоа е емисијата горе-долу сите сме еднакви, и на ТВ Алсат М Младите лидери и Готвите мјау. Така е името на емисијата. Трите емисии на овие две телевизии имаат релативно мала фреквенција на објави и имаат низок продукциски квалитет и затоа не можеше квантитативно да се обработи оваа содржина. Би било безсмислено тоа. Истражувањето открива дека програмата емитувана во овој специфичен жанр кај приватните телевизии е родово несензитивна поради тоа што децата учесници го интернализираат дискурсот на возрастните за темите кои ги отвораат, особено за темата брак. Дополнително истражувањето утврди дека во неколку инстанции децата учесници во оваа програма шират етнички стереотипи. На екранот може да ја видите мапата практично на тематски јазли во рубриката Светски ден на среќата, кај машките учесници во емисијата горе-долу сите сме еднакви со Ивце Пивце. Веднаш е воочливо колку проминентно место земаат темите, практично во рубриката децата кажуваат шеги, односно вицеви, кои што ја пополнуваат целата рубрика, меѓутоа селекцијата на тоа кои шеги и кои вицеви се кажуваат очигледно е нешто што не е воопшто обмислено од страна на продуцентите. Проминентно место овдека зазема темата брачни односи, како што може да се види. Во центарот со бордо некоја боја е обележана на оваа мапа. И темите кои што извираат од овдека се, како што може да видите, типични модели на стереотипизација во патриархално општество, меѓутоа поради тоа што според теоретичарите кои што зборуваат за едноставните облици како што е вицот, како што е на пример и Андре Јолес во овој случај, вицот практично карневализира стварноста, ја врти стварноста на глава и при тоа она што е представено како нешто невообичаено, практично перпетуира еден стереотип кој што е многу важен. Во оваа приказна мажот е зависен, односно во вицевите кои што ги кажуваат машките учесници, мажот е зависен од жената во приватниот домен, мажот е пијаница, мажот е болен по спортот, жената го има последниот збор, мажот е смотан, мажот е итар шеговиец. Ако ги ставиме овие како што налага на теоријата на едноставните облици на глава, ќе видиме дека практично овие конструкти исто така конструираат стереотипи за мажите и жените. И исто така се интернализирани конструкти на возрастен дискурс. Децата ги интернализираат и практично учат за односите меѓу мажите и жените од постарата генерација на начин на кој што постарата генерација се обидува тоа да го представи пред нив. Во програмата тоа изгледа смешно, меѓутоа реперкусиите од тоа може да се видат само ако се анализираат медиумските ефекти од оваа програма. Она што исто така многу интересно, тоа е ова појава на вицеви кои што имаат етнички маркер, кои што стереотипизираат етнички и национални групи, во кои што црногорците се мрзеливи, власите се скржави, јапонците се предприемчиви и така натаму, кои што исто така беа раскажувани од децата во рамките на програмата. Нешто слично можеме да утврдиме и кај женските учесници кои што неретко го интернализираат пак машкиот дискурс за мажите и жените. Наоди кај хибридните емисии, ваков тип програма беше регистрирана единствено кај МРТ1, 2 серии од домашно производство, 5 плюс фамилија и детска драма не е празна слама. Оваа програма на првиот канал во селектираниот период ја имаше својата продукциски најквалитетна емисија, а тоа е 5 плюс фамилија, и таа мора да се издвои како позитивен пример во целата јавна сфера поврзана со детската програма. Но и продукциски најславата неколку изданија на серијата детска драма не е празна слама.
Главната серија во рамките на овој жанр, 5 плюс фамилија, демонстрира високо чувство на диверзитет, што пак има родови импликации. Дел од ликовите се деца на разведени родители, се појавуваат ликови кои играат деца од дом за деца без родители. Се зборува за интергенерацијски конфликти во рамките на семејните состави. Ова ги деконструира традиционалистичките представи за семејството, иако во содржината на истражувањето не детектираше присуство на истополови заедници, меѓутоа и ова е сериозна трансгресија за тоа како традиционално се гледа семејството. Сепак, истражувањето покажа дека и во серијата 5 плюс фамилија има некоја јасна тенденција да се инфантилизираат машките ликови, а женските да се конструираат како општествено одговорни карактери. Еве како тоа може да се прикаже. Секој од ликовите во оваа емисија беа кодирани за определена нивна карактеристика и излегува дека машките ликови се доминантно конструирани како ветропирести, а женските се општествено одговорни и разумни, како што може да се види од оваа жолта, од овој жолт маркер. Конечно, препораки за јавниот сервис. Јавниот сервис треба да вложи продукцијски напор за концепцијски родово сензитивно да ја преобмисли својата играна програма, особено она од типот наратив играна приказна, да ја намали проминентноста на играните серии од домашна продукција кои репродуцираат патриархален и фалоцентричен општествен етос, што е проблематичен од родов аспект, да овозможи плуралност на општествени светогледи, воведувајќи повеќе играни серии и емисии за деца кои родовите прашања ги третираат од либерална позиција и каде што би било дозволено да се оспорува патриархалниот светоглед. Македонските народни приказни како бренд треба да се вратат на своето потекло, кај собирачите на народната книжевност, без да се претвораат во псевдотрадиционални, а всушност нови сценарија. Во изборот на странската играна анимирана програма, јавниот сервис мора да внимава на низините родови импликации, затоа што таа неретко крие митологизирани идеи за телата на мажите и жените и нивното однесување. Потоа јавниот сервис треба да го врати својот фокус на детската музика и да продуцира повеќе и подобро концепирана музичка програма, која треба да биде родово сензитивна, како во селекцијата на учесниците, така и во изборот на темите во нивните песни. Оваа програма да не сокрива комерцијални елементи во себе. Во музичката програма треба да се внимава на возрастните субсегменти на учесниците и на целната публика. Децата од рана училишна возраст немаат ист интерес со оние кои му припаѓаат на средното детство. Јавниот сервис заедно со независните продукцијски куќи треба да продолжат да го развиваат и да го одржуваат високиот квалитет на емисии што за потребите на ова истражување беа маркирани како хибридни, како на пример 5 плюс фамилија и други што не беа опфатени тука, како на пример Дајте музика, Наше мало, Бушава азбука и слично. И двата канала на јавниот сервис треба да работат на интегриран пристап кон образовната програма, на тој начин заштедувајќи ресурси за јавниот сервис и ќе можат на тој начин да овозможат поквалитетна програма за децата на двата канали. Приватните телевизии во рамките на уредувачката независност при креирањето на уредувачката политика да овозможат поголема фреквенција на емисии за деца и да обрнат поголемо внимание на осмислување на квалитетни содржини наменети за деца, кои што сега отсуствуваат. Кога создаваат своја програма и кога купуваат емисии од домашни и странски продукцијски куќи, приватните телевизии треба да водат сметка родовите улоги да бидат одраз на современото настојување за целосна рамноправност меѓу половите. Во емисиите за деца да се отстрани насилството како начин на решавање на проблемите. Содржините кои ќе бидат емитувани во емисиите за деца задолжително да бидат адаптирани согласно развојните карактеристики на различните возрастни групи во целната публика. Благодарам. Во ред, благодарам Игор. Со ова го завршивме делот на презентирање на активностите на агенцијата, како и презентацијата на анализата која што изработи Ресис на барање на агенцијата. Сега продолжуваме со прашање и дискусии во однос на презентацијата, односно анализата која што беше изработена и други прашања кои што за денеска луѓето, односно заинтересираните страни кои што го следат овој состанок може да дискутираат или да прашаат.
Повелете, немаме реца еден по еден, кој е заинтересиран, нека се вклучи. Добар ден, може ли јас да се вклучам? Добар ден на сите, јас сум Дијана Стојановиќ Ѓорѓевиќ од представничка на Книна Толквина фондацијата. Сакам да прашам прво дали е достапно целокупното истражување, односно документот некаде онлайн, дали може да се најде. Мене ми беше доста интересно да слушам оваа презентација, иако е временски ограничен и неограничен примерок, сепак беше доста интересна и доста суштинска и содржински исполнета. Јас како родител на две малолетни деца многу бев заинтересирана да слушам што всушност е анализирано, бидејќи многу од емисиите кои што може да се видат и се достапни изобилуваат со стереотипна комуникација помеѓу машките и женските ликови во нив. Така да за мене е за поздравување овој документ, оваа анализа што е изготвена и би било прилично добро доколку препораките кои што се наведени нели бидат послушани од страна на телевизиските куќи и биде превземено нешто малку посериозно во врска со нив. За сега толку, благодарам. Дали би можела јас да одговорам? Да, може после одветна си ти да одговориш. Фала. Благодарам Дијана, благодарам Игор исто така за одличната презентација на истражувањето. Истражувањето е веќе месец и пол-два објавено на нашата веб страница. Ако се отиде на avmu.mk има посебен дел, посебен банер кој што е посветен на родот и медиумите и таму можете да го најдете и ова истражување и сите претходни истражувања. Ние дента кога го објавивме истражувањето, објавивме и соопштение до медиумите со цел да го свртиме нивното внимание на овој нов корпус на знаења, кој што претходно ги немавме во поглед на и прашањето на родот во детските емисии, но и генерално на многу други специфики на емисиите за деца. А бидејќи сме свесни дека станува збор за истражување кое што е навистина обемно и навистина сложено, изработивме еден скратен, да го наречам така, дајџест, кој што исто така објавен на нашата веб страница, така што можете слободно да појдете таму и да го видите. Во моментов, како што рече претходно и господинот Зоран Трајчевски, директорот на агенцијата, значи се работат преводи на истражувањето на албански и на англиски јазик и за кусо време очекуваме дека веќе македонската верзија ќе биде објавена и во печатена верзија. Инаку, согласно нашите законски обврски, затоа што ова истражување произлегува пред се од законската обврска на агенцијата од законот за еднакви можности на мажите и жените да ги анализира родовите прашања во медиумите. Само ние овој пат среќно ја направивме една среќна спојка со една наша друга обврска, тоа е да се грижиме за интересите на малолетниците во програмите. Значи, ова анализа е доставена согласно нашите обврски до Министерството за труд и социјална политика, кое што сакам да им се заблагодарам, ја сподели оваа анализа со 84 координатори, заменици координатори за еднакви можности во институциите низ државава и исто така доставена е до собранието на државата, кое што се надеваме дека по формирањето, како што вообичаено прави и би требало да прави и комисијата и самото собрание и на собранијска седница и на комисијска седница ќе го разгледаат ова истражување и неговите наводи. Благодарам. Ви благодарам. Бидејќи никој не се јавува за дискусија, уште еднаш прашам дали некој е заинтересиран за прашање или дискусија. Во тој случај да ви се заблагодарам за денешното учество во овој видеоконференцијски јавен состанок во кој што беа образложени активностите на агенцијата за првите 6 месеци и презентирани клучните наводи од анализата изработена на Институтот РЕСИС. Се надевам дека и посакувам следниот состанок пандемијата
да биде многу намален или да нема и да можеме да имаме состанок во живо и во поголем број, бидејќи се покажа дека кога јавните состаноци се одржуваат во живо, имаме многу поголем број на присутни заинтересирани страни, како од радиодифузерите, невладиниот сектор, кабелските оператори, и се надевам дека следниот состанок ќе бидеме во можност да го одржиме во нормални услови. Благодарам уште еднаш за учеството и се гледаме.